А во продолжение, кога сме веќе кај проектите, ќе зборуваме за проектите во општина Струмица. Првиот човек, Костадин Костадинов, е нашиот соговорник денеска. Проекти во фокусот на локалната самоуправа. Добро утро официјално. Добро утро, благодарам на поканата. Градоначалник, испочитувавме преносот на Зимската олимпијада, заедно гледавме, се извинуваме до гледачите затоа што малце подоцна почнавме, но и вие како вистински господин и джентлмен ја пуштивте дамата да има предност. Зашто не беше уживање да се гледа олимпијадата и да се слуша Тања, секако. Ајде ние во продолжение за проектите и она што вие веќе го работите 100 дена, дадовте отчет викендов пред граѓаните, но и граѓаните од самиот почеток во кампањата ги вклучивте како ваши партнери, со тоа што јавно, транспарентно го објавивте вашиот телефонски број, ги повикавте да бидат ваши, повторно ќе кажам, партнери во креирање на политиките. Тоа ви е начинот на работењето, тоа ви беше целта и како тоа функционира во пракса? Секако, тоа е суштината за едно нормално функционирање и добро менаџирање на општината е партиципативноста од страна на граѓаните и креирањето на политиките, на општинските политики во конкретниот случај. Неколку фази има на учество на граѓаните. Ги вративме јавните собери, каде што во местните и во урбаните заедници во градот и во населените места одржуваме собери, каде што ги утврдуваме приоритетите на граѓаните, односно на жителите на општина Струмица за оваа 2022 година. После тоа се одржа форумите на заедниците, каде што вклучивме и граѓански сектор, заедно со советниците и граѓаните, утврдуваме 3 клучни приоритета кои што имаме обврска да станат составен дел исто така на буџетот дополнително, пред одржување на јавните собери, пред одржување на форумите на заедниците. Јас заедно со советниците од Советот на општина Струмица одевме и од врата на врата за оние граѓани кои што не успеа да стигнат на јавните собери, на форумите на заедниците, секако ги посетивме и разговаравме за проблемите на микрониво, буквално помала со кои што тие се соочуваат. Телефонскиот број секако, дека може и на дневна основа граѓаните да комуницираат со мене, со советниците, со општинската администрација за одредени проблеми или да кажат некоја своја сугестија, предлог за решавање и надменување на некаков проблем, и тоа поприлично добро функционира и секое мое гостување и секоја прилика ја користам да побарам разбирање од граѓаните. Има голем дел од граѓани кои што сакаат директно да се сретнеме, но е поприлично невозможно. Сепак пробуваме, немаме единствено одбран еден ден за средби со граѓаните, туку секој ден имаме околу 4 до 5 часа време каде што ги среќам граѓаните на 20 на минути. Секој си има своји предизвици, проблеми со кои што се соочува. Се обидуваме секој да биде ислушан и на секој да му дадеме одговор. Тоа е мојот принцип на работа, секој добива одговор. Макар бил и негативен, кога станува збор за одредени прашања кои што не се. Што може, што не може да се направи? Да речеме конкретно. Вие сте нивен сограѓани, многу добро ги познавате струмичани, знаете како функционира Струмица, како што велат, секоја педа од својот град си ја познавате. Па што беше клучно оно што прво ви беше зададено пред вас како задача да го направите? Дали можеби тоа инфраструктурното поврзување на некои делници? Кој беше клучниот проблем со кој што прво моравте да се зафатите за работа народски, кој што се вели? Секако, инфраструктурните проекти се важни, важни се улиците, важни се канализациите, фекалните, атмосферските. За нив подоцна ќе зборуваме, но еден го најдов како клучните проблеми за кои што сте се зафатиле. Веќе е направено идејно решение како ќе изгледа, тоа е поврзување на пазарот со градот преку изградба на модерно булеварско решение. Всушност станува збор за изработка на проект за нов пазар, за да обезбедиме дислокација на пазарот Чешел, кој што е представува едно тесно грло во општина Струмица. За да го обезбедиме новиот пазар, да обезбедиме простор за новиот пазар и да почнеме со реализација, потребно ни е отварање на ново грло, односно новиот булевар Братство и единство на раскрсницата со улица со булеварот Климент Охридски. Веќе аплицираме со проект во Светска банка во делот на улицата, а булеварскиот мост ќе биде на товар на буџетот на општина Струмица. Станува збор за 15 милиони денари булеварски мост. Сериозен капитален проект финансиран директно од општина Струмица, останатиот дел финансиран со 30 милиони денари од Светска банка, со што практично отвараме ново булеварско грло и ново грло во
општина Струмица и решаваме еден поприлично сериозен проблем за граѓаните. Па добро, голема е општина Струмица. Не е мала. Голем е градот. Така е. Оние кои што биле знаат. И градот и населените места се во нашиот фокус, не ги забораваме. Душата на Струмица се населените места, град кој што буквално екзистира во добар дел од земјоделието, така да обврска наша е да не забораваме на населените места и за таа цел вложуваме сериозни средства и енергија за проекти во населените места. И сега кога сме кај урбанизацијата, тука може накратко да ги споменеме велосипедските патеки кои што се новитет и нешто друго можеби ќе дополните? Видете, кога зборуваме за спортот, Струмица е расадник на спортски таленти, да не ги набројувам сега. Сега веќе доделивте награди. Горан Пандев, Горан Попов, да, пред некој ден имавме спортист на годината. Браќата Георгиеви, Милеви, да не набројувам старите легенди, Благој Статов. И навистина новите генерации струмичани, па и тие после нас, имаме обврска да инвестираме во спортот. И навистина тоа го правиме. Велосипедската патека имено станува збор за грант, 3-годишен проект Smart Velocity, кој што ќе се инвестира во општина Струмица. Станува збор за 13 километри велосипедска патека. Зборувам за трајно решение, не само одбележување место за велосипед, туку буквално воведување на нов вид на сообраќај во градот и представува добра основа за пуштање нови краци велосипедски до населените места, затоа што имаме појава да голем дел жители на Струмица и од населените места, а кои што работат во градот, патуваат и го користат велосипедот како превозно средство. Така да тоа е навистина сериозен проект, 750.000 евра и навистина решаваме исто така голем проблем на граѓаните и тоа е барање на граѓаните на општина Струмица. Кога сме кај спортот и другите проекти, секако можеме да заокружиме дека 2022 година во општина Струмица навистина и tekako ќе биде ставен во фокус спортот и спортските објекти. Започнуваме со реализација пред еден месец на ново мултифункционално спортско игралиште кај домот на армијата, уредување на неколку детски игралишта по малата во Струмица. Секако започнуваме со реконструкција на нова спортска сала во гимназијата Јане Сандански, нова спортска сала комплетно од темел во основното училиште Сандо Масев. Со тоа практично го затвараме веќе, ја затвараме потребата на струмичани, на спортистите, на спортските клубови за спортски терени, спортски објекти. Навистина нема повеќе потреба кога ќе ги заокружиме овие тековни во 2022. Тука го спомнувате онаа познато игралиште Шпики? Секако тоа е детско игралиште Шпики на барање на граѓаните од Пета урбана заедница. Старите реквизити ги заменуваме со нови, убави, комплетно партерно уредување околу игралиштето. Станува збор за навистина прекрасно катче каде што ќе може нашите најмали да си играат и да го поминуваат времето. Сега кога сме веќе кај решавање на проблемите, дивите пазарџи ќе се решат ли? Проблемот со дивите пазарџи Струмица го имаше преку 30 години. Станува збор за узурпирање на јавни површини и вршење нелегална трговија. Најмногу со текстил, но не беа исклучени и земјоделските производи, дури пред празниците се продаваа и риби на Среде булевар. Во првиот момент кога стапив на функцијата градоначалник на општина Струмица, знаев дека локалниот совет за превенција е клучната алатка за надминување на таквите проблеми, каде што сите надлежни институции, овде мислам на секторот за внатрешни работи од Струмица, мислам на јавното обвинителство, мислам на сите инспекторати, државни и општински, овде се комуналните инспектори, градежните инспектори, каде што секоја последна среда од месецот, значи секој месец имаме седница на локалниот совет за превенција и дискутираме за таквите предизвици и нивно надминување. Зошто е клучен? Затоа што ние во принцип си имаме проблем со надлежностите. Дали нештата се надлежност на општината, дали се надлежност на префрлање на одговорностите. А локалниот совет за превенција е практично поврзување на надлежностите и заедничко дејствување за решавање на проблемот. На тој начин ги решивме практично дивите продавачи. Од 115 тезги колку што имаше регистрирано на диви продавачи по буливарите, останаа уште 4 кои што пружат отпори, веќе се превземаат многу по-сериозни активности за растргнување и на преостанатите 4 диви продавачи кои што сепак се проблем во општина Струмица. Локалниот совет за превенција разговара и за други проблеми, за вандалското уништување на
урбаната опрема во општина Струмица, пред се од малолетници и како да ги надминеме. Последното нешто што произлезе дека секторот за внатрешни работи ќе пушти позорникари на тие неколку клучни точки во градот и во населените места каде што имаме регистрирано сериозно уништување на урбана опрема, и тоа во континуитет ни се случува. Па не само да се вложи, а да не се одржува. Затоа што така има рок на траење. Така се разбира дека граѓаните сепак станува збор за јавно добро и сепак станува збор за пари на граѓаните, и тоа навистина треба да се почитува како наше заедничко добро. Кога ги спомнуваме игралиштата, за најмалите убаво е да се спомене и тоа дека за градинките всушност за оние граѓани кои што се од социјален ризик овозможувате субвенционирање за нивните дечиња за престојот во градинката. Не само за граѓаните од социјален ризик, каде што имаме сериозни олеснувања преку Министерството за труд и социјална политика, општина Струмица од сопствен буџет, преку попат на јавен повик кој што во моментов е во тек, ги ослободува практично дечињата на самохраните родители од дотацијата која што треба да ја плаќаат кон детските градинки. Месечно износот кој што месечно износот е 1490 денари. Месеците кога дечињата се во градинка, практично општината дотира на сметка на детската градинка, за една година. И секоја година го поднесуваат до вас, да речеме, така ви е план да го поднесуваат. Во која самохраните родители ги ослободуваме од плаќањето и навистина на тие граѓани кои што практично се на прак на социјален ризик, им излегуваме во пресред. Можеби месечно, ако гледам 1490 денари, и не се некоја сума, но кога би се собрале годишно, ќе сватиме дека навистина им помагаме на родителите, на самохраните родители, на кои што им треба таа поддршка и помош и тоа внимание од општината. Знаат дека не се сами. Апсолутно. Подобрување на енергетската ефикасност во училиштата, што подразбира ова? Што заменувате? Што недостасуваше во тој поглед? Неколку работи заменуваме. Во Струмица во континуитет се работи на енергетската ефикасност во сите објекти кои што се во сопственост на општината, секако особено во делот на образованието. Веќе градинките ни се комплетно покриени сите со енергетско ефикасни фасади, со енергетско ефикасни кровови, комплетно гасифицирани објекти кои што користат природен газ како енерген за затоплување, со тоа и влијаеме практично на го решаваме проблемот со загадувањето како предизвик со кој што се соочуваме сите ние како струмичани, се мисли на тоа, значи заменување таму каде што имало котли на нафта или на дрва. Тоа зборувам од порано. Заменети се со нови котели за кои што преминуваат грејењето, преминува на природен газ. Комплетно нови енергетско ефикасни фасади помагаат при одржување на температурата, независно дали останува збор за ладење или за грејење. На тој начин навистина ги подобруваме условите и во градинките, и во основните, и во средните училишта, и во објектите останати кои што се во сопственост на општината. Кога споминавме за она што велите предизвик со кој што се соочуваме, а тоа е загадувањето, јас ви споменав дека многу ретко, дури не се сеќавам колку пати сум ја видела Струмица на листата на загадени градови. И велите, има уште еден предизвик со кој што се соочувате, а не го знаеме, тоа е мирната станица. Ви е ставена веројатно на погрешно место, сакате на друго место да биде ставена. Не би кажал дека е на погрешно место. И велите, цел ми е зелена Струмица. Така е. Да. Така е. Како? Дури и 5 пати, 10 пати или еднаш Струмица да се појави на мапата на загадени градови, ретко сум ја видела, тоа е доволен аларм за нас за да се фокусираме на нештата и да преминеме кон решавање на таквиот предизвик. Секако гасификацијата е и tekako решение. Знаеме дека природниот газ како енергенс е најефективен и најмалку загадува во споредба со другите, во споредба со дрва, пелети, да не набројувам. Предизвик е и апелираме, општината веќе издвојува сериозни средства во однос на субвенционирање на природниот газ директно кон домакинствата. Даваме 10 денари субвенција за секое домакинство за метар кубен потрошен природен газ. Во моментот се соочуваме со проблемот на светските берзи со цената на природниот газ. Фактуриравме до пред еден месец 80 денари метар кубен кон домакинство, односно кон
потрошувачите. Добрата работа е што на светските берзи природниот газ цената навистина опаѓа. Сега сме веќе на 72 денари, со субвенцијата која што ја дава општината, цената ја намалуваме на 62 и веќе стануваме навистина, имајќи во предвид целата ситуација и целата енергетска криза, стануваме навистина конкурентен енергенс и примамлив за домакинствата. Доколку не успеат преговорите со владата, јас сум оптимист дека ќе успееме во однос на намалувањето на данокот на додадена вредност за природниот газ, кој што е 18%, да го намалиме на 5%, тоа е дополнително олеснување, од кое директен бенефит имаат граѓаните, директен бенефит има и општината. И го решаваме конечно предизвикот со загадувањето. И плюс уште една мерна станица, кажавте дека ќе поставите. Да, ретко кое место има две. Што е работата? Сакате од повеќе места да бидете сигурни каква е состојбата, да знаете каде е најзагадено? Така е. Прво да имаме навистина поточна перцепција за загадувањето. Информациите кои што ги имам дека таквата мерна станица која што во моментот функционира во општина Струмица мери акутно загадување. Значи на определен простор. Така. И доколку во иднина инвестираме во мерна станица, со сигурност тенденциите ќе не бидат да инвестираме и да имплементираме нова мерна станица, секако дека ќе ни служи како алатка за споредба, дали во одредени делови од градот имаме поголемо загадување и да ги утврдиме причините за таквото загадување, а во одредени немаме толку големо загадување, односно немаме воопшто загадување и соодветно да реагираме. Ние имаме инспекторка за животна средина, која што функционира во општина Струмица, имаме навистина голем број на пријави од граѓани кои што пријавуваат комши или пријавуваат одредени компании кои што наместо со соодветен енергенс или со соодветни производи, нивните камини ги палат со текстил, со гума и да не набројувам. Добро, тоа е збор за изолирани случаи, со кој што мора да не е се тоа соочуваат нека масовна група на граѓани, но се граѓани на кои што треба да работиме и да промениме нивната ментална матрица дека живееме во 21. век и тоа е недозволиво. Здраво. Добар ден. Повели седи. При крај емисијата имам јас само едно кратко прашање, ако може да ви се вмешам, бидејќи знам дека градоначалникот е љубител на животни, посебно на кученцата, се работи верувам и на системско решение на проблемот со бездомните кучиња во општината. Тоа не го слушнав дека го продискутирате. Не, јас најубавиот момент на крајот го оставив. Така е, да. Струмица станува прва општина во државата која што ќе има сопствен стационар за бездомни кучиња и каде што ќе работиме на промена на менталната свест на свеста кај граѓаните да вдомуваат кучиња. Како пример треба да биде првиот човек на општината, во случајот со општина Струмица јас, кој што имам вдомено куче и веќе со мене живее 3 години и навистина е убаво чувството и благодарам и за прашањето, преку таквите настапи, преку утринските емисии, ќе пуштиме порака до струмичани, да после пуштањето на стационарот, односно по отварањето на стационарот, пристапат кон вдомување. Не фали ништо на тие кучиња, љубовта која пружат и благодарноста која што ја пружат на оној кој што им дал живот е навистина голема и е посебен предизвик да се вдомуваат животните. Лана чинам дека се викаше, така. Многу убаво кученце. Значи верувам. А Јована е љубител на кучиња, затоа е сакав оваа тема да ја начнеме. Морам пред да ве прашам за најочекуваниот настан во Струмица. Струмица ја паметам од дете, секогаш била местото, збирното место на забавата. Без разлика ние и од главниот град сме доаѓале да се забавуваме во Струмица, затоа што таму била забавата. Сите го очекуваат карневалот, но морам претходно да ве прашам за нешто што е многу важно и на вашата Facebook страна го читам во коментарите како благодарност од граѓаните, но и посочување. Тоа е канализационата мрежа, односно урбанизација на оние населби како Банско, како Софилар. Така. Што е планот? Колку има такви кои што треба да се доурбанизираат? Кажав и на почетокот, важни не се населените места, веќе инвестираме 43 милиони денари во фекална канализација во населено место Банско. Оваа година почнуваме со атмосферска и фекална канализација, близу 80 милиони денари во населено место Градско Балдовци, другите поголеми населени места Дабиле, Велјуса, Просениково,
ни се Добрејци и Муртино ни се решени со фекални канализации, почнуваме со решавање каде што ни е најголемиот проблем со атмосферска канализација во населено место Муртино, затоа што имаме неколку поплавувања од ние практично населено место, полско населено место, каде што голем дел од атмосферските води завршуваат таму. Во градот немаме проблем со таквите проекти. Ни останува единствено местото нарекувано Софилар, каде што имаме граѓани кои што живеат таму. Линиски веќе спроведуваме како проект од Светска банка и фекална и атмосферска канализација со асфалтирање на двете улици и секако, откако ќе ги завршиме таквите линиски, фекални, атмосферска канализации, продолжуваме и со краците, затоа што станува збор за дел од градот кој што има две главни улици, се проширува на неколку краци. Но прво да го затвориме ова прашање. Ајде сега за најубавиот настан, па се разбира да ви спратиме субава енергија. Ние се договоривме пред разговорот дека доаѓаме на карнавал. Се е подготвено, имавме ние прилог во утринската чинам пред една недела кога беа објавени деталите. Така, поканата е отворена. И личи јас да поканам, еве, Иване и Јована, добре дојдени сте. Јас сум била, јас сум добре дојдени се оваа година. Одлични домаќини и тоа преку карнавалот почнува на 2 март, завршува на 9. Главната вечер ќе ни биде на 5 март. Одберете си дени во и маска. Маска се јас кажав, моите другарки се струмичанки, јас сум била на карнавалот многу пати, но годинава, тоа не ми беше јасно, само во вашата најава идеше дека само за домашни изведувачи, но тоа не значи дека ние од Скопје не може да дојдеме. Да се разбереме. Ајде да се разбереме. За учесниците на карнавалот, оние кои што се маскираат и се пријавуваат на карнавалот и земаат учество во карнавалот. Како гости добре дојдени се сите и од Скопје и од другите градови во Македонија. Станува збор за редуцирано издание во однос на поворката и во однос на учесниците на самиот карнавал. Добро, тоа претпоставам во поглед на ковид ограничувањата, сакате да учествувате, слободно ќе ве пријавам. Сакаш да се надпроверуваме? Па, искрено, на такви маски, такви приказни што ги прават струмичани, па јас се плашам да се пријавам, ја не знам кој од страна би се пријавил, тоа секоја година е шоу. Еднаш бев на подготовка на карнавалот, кога се правеа маски, ме однесоа во една спортска сала. Не знам кога беше ова, пред 6-7 години, значи неколку дена пред почетокот на фестивалот. Струмица навистина беше фантастична уште тогаш. Можам да замислам што се случува на карнавалот и од секогаш важат за одлични домаќини, од секогаш важеле за пријатни луѓе и за солидарни, тоа го покажа и со Глобал, така да одиме во Струмица. Може. Добре дојдени сте. Си се поканив. Благодариме што денеска бевте заедно со нас, ни спочитувавте, се разбира, допатувавте утринава од Струмица и се извинувам што почекавме, но и вие ги гледавте зимските олимписки игри. Нема никаква потреба од извинување, навистина ми беше посебно уживање, заедно овде со целата екипа ваша и секако чекам покана уште еднаш. Готово. И пиеме заедно исто така тука кафенце пред следното интервју.